Добре дошли во 22-то издание на Политиканти.мк со мене Сашо Ордановски. Поздрав и од мене Боријан Јовановски. Боријан, оваа недела некако ни се собираат разноразни регионални теми за кои што вреди да се поразговара. Да почнеме од Бугарија. Па реално битни настани се случуваат во регионот и ние како дел од тоа, но да, сметам дека се прилично важни за нас да бидат проследени. Значи во Софија? Значи во Софија успеа сценариото на Заев од декември. Да не е на Заев сценариото, да не е друга голема сила. Добро. Не, ја и ти фино во еден подкаст, едно од нашиве изданија, предвидовме дека отприлике ГЕРБ и продолжуваме промените и демократска Бугарија, колку и да се непријатели, колку и да постои антагонизам меѓу нив, ќе мора сепак да седат заедно и да направат заедничка влада, бидејќи во ова геополитичка ситуација во контекст на едно ескалирање на ситуацијата на војната во Украина и позицијата на Бугарија на Црното море, нема лабаво, што би се рекло, и сега тука не можеше да се експериментира со Радев уште еден негов мандат кој добро, не што знам право кај експериментира 5 избори поред се. Да, и не, ама не, тоа очигледно и ги чини сите, колку што можам да видам, допрва ќе откриваме колкава е сцената. Ако смем да забележам ово кога велиш ги чини сите. Види, разговарам со еден пријател од Бугарија кој што е влезен во овие договори за владата нова и така натаму. Види, партиите, дури и поголемите, веќе немаат ни пари за нови избори. Бидејќи, шега на страна, мислам, 5 избори за 2 години, ако требаше да одат на 6, бидејќи во Бугарија изборите за една партија од типот на ГЕРБ, од типот на промените продолжуваат и така натаму, тоа се па и по неколку милиони евра. Бидејќи, без разлика што се на 6 избори, пак треба плакати, настапи, митинзи, тури, ова, она, едно друго, исцрпени се тотално партиските фондови. И таму, во тој вакуум, Москва улете и текако. Да. Тоа е, и ако тој вакуум продолжеше, тоа проширување на Москва, ако може така да се каже, према Балканот, ќе се интензивираше, се разбира, и мислам дека ете, фала Богу, предвладеа разумот, барем од наша гледна точка вака евроатлантска, и да, двете партии, колку и да се непријатели, сепак се согласија дека ќе мора да се работи на една иста заедничка агенда, барем во некој период. Очигледната жртва од сето тоа ќе биде Гешев, значи тој специјалниот јавен обвинител, бидејќи и второ, очигледно е дека лидерите на партиите не влегуваат во екзекутивата, во владите. Таму Николај Денков, нели академикот кој што ја представува промените продолжуваат и демократичка Бугарија, и оваја Марија Габриел, која што не успева 44 годишната Ќустендилчанка, бидејќи од околината Ќустендил, мислам дека е родена, не успеа да собере доволно мнозинство. Денеска објавија, ова е понеделник кога го снимаме подкастот, дека сепак се договориле за еден ротационен принцип на новата влада, а тоа значи 2+2, само не знам кој се бори. Габриел е прво, па Денков прво ќе биде, ми се чини, по 9 месеци се договори да бидат премиери, едниот премиер, другиот вице-премиер, ако не се лажам, првиот Денков. Да. Ама и не сум сигурен, видиш тоа сега ми се. Добро, окей, тоа е принципот, агендата е многу јасна што треба се направи. Добар дел од ГЕРБ иде на хемиско чистење, тука мислам тој веќе е хемиски чистен, ама веројатно уште една машина ќе преврти. И агендата е многу јасна, работат на Шенген, работат на влегување во евро, односно Бугарија се европеизира. Ако мислам, тоа е трендот, и во таа мислам дека е добра вест за нас што една ваква опција таму доаѓа, ја ги презема работите во раце, бидејќи знаеш како нема да можат барем не со оној тип на вулгарни провокации и вулгарни, како да кажам, овие ситни маневри кои ги правеа до сега. Мислам дека тој луксус нема да може да си го дозволат овие како влада. Очигледно е дека прво ќе се засили агендата на влијанието на Русија да се спречи што повеќе во Софија,
биде тоа значително и особено гледам и после овие демонстрации во Брисел, каде што про руските сили направија демонстрации во Брисел, дури и ја гаѓале зградата со црвена боја и така натаму. Од друга страна, таму е декриминализацијата висока точка на дневен ред. Тешко ќе оди тоа, морам да кажам, бидејќи се многу испреплетени сите тие околности во кои што особено Борисов, не особено, туку тој владееше со години. Сега има, ја не знам нашата јавност колку ги знае таму деликатностите на сите негови сделки, политики и така натаму. Меѓу другото има еден пребеган кој што беше главен на коцкарниците државни или фондови за овие, кажи ги, за лотари и така натаму. Тој е на црна листа исто. Тој е на црна листа, тој се најави дека сака да се врати и да соработува со обвинителството. Ако тој проговори кој знае што се ќе биде. Овој Гешев, кој што е јавниот специјален обвинител, кој што беше главниот кочничар, тој веќе и експлицитно кажува дека он ќе проговори, па нега имаше као наместена бомба, па имало бомба, немало бомба и така натаму. Но јасно е дека ова што ми кажуваат е дека и ГЕРБ всушност нема потполна контрола врз сите процеси, бидејќи таму нивниот претседател Борисов прилично, да кажем, унилатерално договара работи, кои што партијата потоа ги разбира од пресоопштени, од изјави по печатот и така натаму. Но она што е за нас значајно се две работи ми се чини. Тоа се дека се потполно преокупирани со своите теми. Македонија не се појава никаде освен кога ќе има овој тип на изјави од наша страна, за која и ти не се согласивме, нели? Кои што подигаат малку некакви тензии и треба да се види дали составот на таа историската комисија, која што е пандан на нашата историска комисија, дали тој ќе остане ист, бидејќи има најави за одредени заминувања на луѓе и така натаму, ќе се види како тоа всушност ќе помине. Така и ако има заминувања, мислам дека рокадите кои ќе се направат ќе бидат во наша полза. Па да видиме, од ова што се обидувам да го следам и така, не сум сигурен што се таму околу тоа, бидејќи суштината е во тоа што бугарите сакаат брзи резултати, а проблемот е таков што не може да даде брзи резултати. Тие работи мора да се дискутираат со години. Не, Бугарија ова барем влада и затоа е така кроена, она ќе треба постигне брзи резултати на тема Шенген и на тема вклучување на Бугарија во еврото. А за да успеат во тоа, нив овој тип на екскурзии, бламирања по Европска унија, навистина не им треба. И тоа е лошата веза, оваа теза во Македонија, ако дојде некој друг, онако е многу ова, па ќе ја смени рамката преговарачка. Мислам, таа позиција на Бугарија, незиното зацврстување како лојален евроатлантски партнер, во таа смисла Бугарија ќе да добие поддршката. Она нема да и затоа мислам дека не се будали овие сега кои доаѓаат да се бламираат и со тоа да си прават непотребно штета на имиџот кој очекуваат да го имаат во блиска иднина. Ама тоа значи дека сите приказки во Македонија дека тоа наново ќе се преговара, дека тоа ќе видиме и така натаму. Го читав интервјуто на Никола Димитров на Дојче Веле денеска, не знам дали имаше прилика да го видиш и така. Мислам дека и тој од ова што фаќам нијанси прилично омекнат, он вели дека треба да има заеднички државен став, сега е моментот да се изградела политика и така натаму. Гледам дека во принцип се прави некаква енергија овдека да дојде до некакво решавање на тој проблем, иако мислам дека особено по посетата на Мицкоски на Будимпешта, дека таму промена нема да има и дека овој напор да се состави некакво мнозинство во парламентот за да се изгласа промена на уставот со додавање на србите и на уште неколку други нации, ќе биде без полза оваа година. Инаку мора да се вратам малце назад. Добро предвидов за Никола Димитров кога кажувавме кој му се гости на промоцијата, Рикер, Пасок и Папандреу, да. И Приве.
дека тоа на известен начин малце ќе му направи такав санитарен кордон од да го изолира од левица и тие тези да ВМРО ДПМН. Па не ми е уште јасно, морам да кажем, не гледам дека таму има најави за формирање партија. Тоа се уште е во една како да кажем високи облаци, иако ти го знаеш мојот став, без разлика што мислам за Димитров и неговото понаше однесување во последниве месеци. Мислам, фер е сите што сакаат да излезат на политичка сцена и да се тркаат за доверба на граѓаните. Во таа смисла, мислам дека не треба човек да има проблем со тоа. Во таа смисла е добро дојдено, ние зборувавме за тоа. Очигледен е вакуумот на политичката сцена и потребата од нешто, некои други идеи. Па и нешто ново, па и нешто, да. Сега, дали ќе биде тоа ново, ќе видиме, ама... Тоа е прашањето. До сега не гледам дека има нешто многу ново. Но побарувачката постои. Дали ќе има понуда, треба да видиме. Малку изненади изборите во Грција, Боко. Тоа сакам да кажам, ја не знам, анкетите дали било каде веќе држат нешто. Разговарав со еден пријател кој што се уште тврди дека не биле погрешни анкетите за Турција, иако мислам дека и таму беше прогнозата поинаква од она што финално се случи, бар до сега. Денеска гледам дека оној националистот што освои 4-5-6% и така натаму излегол со поддршка сликан со Ердоган и така натаму, така што таму е завршена работата. Ердоган не само што убедливо победи во парламентарната трка, туку и веројатно е новостариот председател на Турција. Тука нема збор. А во Грција... Во Грција, беше дека на максимумот, дојде дека 6% води Неа демократија. Ова е сега ленслайд, мислам, дупла победа. Ма види, Сашо, во врска со нас, да, веројатно доеше Сириза некои работи од овој преспанскиот договор, поефикасно ќе се имплементира. Мислам, работи кои се инаку во корист на граѓаните на двете земји. Отварање граничен премин, тој тип на, да, па се разбира и она што е Неа демократија уште упорно го држи Скопје напишано на таблата која излегуваш и тој тип на работи ќе одеа побрзо, инаку Неа демократија го има апсолвирано тоа, она нема проблем, нема отстапување, мислам дека таа нивна поддршка за нас во однос на европски интеграции и сите тој економската соработка, тука они немаат дилема и за нас во таа мислам дека нема никаква промена ова што Мицотаки состанува на власт. Јас дури се надевам дека нешто нема да има промена, туку бидејќи ние не сме ни блиску до потенцијалите на таа соработка, реалните потенцијали, дека можеби една стабилна грчка влада со една стабилна влада во Република Северна Македонија, дека може тие потенцијали уште повеќе да ги искористи, бидејќи некако, како да кажем, Грција е најголемиот партнер за нас во регионов, бидејќи се разбира економски гигант. Тука нема дилема, да. И економски најмоќниот сега. Затоа велам, да, и најстарата членка на Европска Унија, најстарата членка на НАТО и така натаму, и исто така една исклучително стратегиски, веројатно најважната земја на овој јужен дел од Балканот. И мислам дека ние со деценија, а сега веќе и со години, бидејќи 4-5 години поминаа од Преспанскиот договор, би можеле уште многу повеќе да развиеме соработка на сите планови. Види, Борјан, мислам, при тоа не мислам само економија, туку мислам култура, мислам образование, мислам разноразни младински размени, мислам ова што говориш, гранични премини, меѓудржавна соработка, погранична и така натаму. Тоа се огромни можности, бидејќи грците сепак ги знаат одлично сите европски фондови кои што стојат на располагање и кои можат да се искористат. Да, и во таа смисла се одлични партнери. Апсолутно. Мислам, нели, ти имаш например, Интерек програмата на Европска Унија која е огромна, по милиарди има во неа. Тоа е фонд кој е на располагање на земји членки да развиваат односи со соседна земја која не е земја членка. И во таа смисла грците, например, кога ние би знаеле, да поставиме поефикасни контакти, повеќе од Гиро и Плажа и Фрапеу и Апостолка. Мислам,
тука се огромни се потенцијалите на тие односи и штета стварно што не се користат, особено на наша штета. И грците знаеш компензираат со 4000 километри морски брег, па види. Ова име капка во море вода, сигурно, така е. Ти видиме, искрено ти кажам, не сум многу голем оптимист дека тоа нешто многу брзо ќе оди, меѓутоа како и да се развива, ќе оди нагоре, а тоа е секако добро за нас, бидејќи нашава, да кажам, северна поврзаност и ориентација и економска и трговска и секаква друга, сепак не изолира на извесен начин од потенцијалите кои што постојат особено на југот. И тоа е нешто што ние со години... Па види, ако гледаш така и овие кои гравитираат кон Грција, се социоекономски најздрави општини. Па веројатно тоа е југот на Македонија. За оние кои кај што Грците идат на Забар, полнат бензин, продаваат и така натаму. Тоа е... Добро, Боријан, тоа се чини како една добар вовед за ова другото што сакаше да го малку поразговараме. Не ми е јасно овој феномен. Стварно мене ме изненади, матуранти, млади луѓе од 18 години со не државно знаме, нека и државно знаме, но главно доминира Вергина. Знамето. Многу слики гледам по разни градови, матурантите. Јас просто ја не се сеќавам дека некоја генерација славела било кога, Југославија, каде што дури знамето беше инструирано од институциите, дека е пожелно ти тога југословенското знаме да го пројавиш. И тие школи кои беа идеолошки некако закопани. Не сеќам со знамиња да се прославува матура. Матура е сепак еден чин на полнолетство, да се одбележува, но не можам да фатам релацијата и потребата да се тоа обележува со државно знаме, а уште помалку со сонцето од Виргина, бидејќи тоа за мене некако е многу експлицитна демонстрација на проблем со идентитет, бидејќи таа Вергина прво е нешто пред наша ера, постои меѓу втори, трети век, не ме држи за збор, како символ. Друго е нешто што овде не сме го познавале од 90-ти години. Тука го избација Циле и Тодор Петров од нигде никаде. Мислам, и пак ти викам, не можам да разберам што сакаат уствари да кажат матурантите, на што израз е тоа, дека они се македонци. Македонец е по мене некој кој во животот одговара на некој предизвик за да создаде некое добро во општеството, некоја додадена вредност на општеството, која понатаму ќе создаде да тие кои се во тоа општество се гордеат со таа вредност или било како, мислам, барем моите разбирања се такви за идентитетот, а кога одиш со еден со ваква една символика, тоа оддава една празнина, едно отсуство на идеја. Се плашам да не го преценуваме тоа премногу. Бидејќи, знаеш како, од една страна мислам дека е резултат на некаков пркос младалачки, и тој пркос е делумно резултат на еден селјачизам, кој што секогаш постоел, ако не било тоа, било нешто друго, бидејќи во меѓувреме матурските се претворија во свадби. Добре, и во наше време, значи пред 30-40 години се правеа матурски вечери, меѓутоа денеска е со, како да кажем, со испраќања, со баш свадби, како да се иде сна и да се зима трошење пари кои се тотално ненормални, мислам, просто безобразни во едно општество кое знаеш дека има толку гладни и така надале. Од една страна е тоа, значи една, како да кажем, една па види, тоа е ова цело време што го разговараме, една атмосфера на поселјачување на се. Фолк музики, од овие најлошиве фолкови, не говорам за народни музики, тоа е резултат на една
пак ќе кажам на едно влијание од некои други северни краишта, кај што овој тип на бандитизам, Украина линија има големи симпатии и така натаму. Од друга страна е еден младалачки пркос против официјалните истории. Од трета страна е тоа една занесеност, бидејќи има во тоа и политика, не е тоа дека нема политика на крајот од криштата, веројатно и по дома нешто од тоа се зборело, па не, тоа разбирам што апсолутно станува збор за пркос. Тоа не идол и она што е интересно е да се знае причината да се најде на тоа, бидејќи ја не ги обвинувам нив. Они се како беше она у теорија на крижевното Русот, субјективен одраз на објективната стварност. Види, Боријан, и заради промената на уставното име се создаде едно затренчување, еден радикализам на другата страна. Не говорам сега само за ова, нели, како викаат северџани едно друго, туку сега се отиде у крајност и од другата страна, од оваа страна која што тоа не го поддржува, таа не е мала во Македонија, таа е една националистичка, една па и полош од националистичка, една има таму радикализација, левици, едно друго и така натаму. И мислам дека е тоа малку резултати на тоа. Не оти децава разбираат што е вергино. Не, апсолутно. Мислам, нивното општо образование е толку би рекол лошо, што во секој случај тие не знаат што е тоа што го носат. Но го носат од пркос, го носат од некаква, знаеш, некаква онака домашна собрана политичка тема. Тоа од дома и од улица, апсолутно. Од улица, од слави, од не знам што и потоа ти тоа го имаш но екскурзии, на озбилни институции го анализираат тоа за да ги најдат причините. Мислам, затоа што пак тие деца се стварно невидни во ситуацијата. Они просто се експресија на една реалност. Боријан, види, ги погледав повторно податоците што УНЕСКО ги извади од истражувањата, ги објавија во мај на почеток, пред некоја недела, ако памтиш. 30 и нешто одсто од младите испитаници патат од депресија, значи констатирана депресија, 42% патат од симптоми на анксиозност. И другите податоци на постари, ова се за млади, да речеме, на некаква полнолетни, 20 годишни и така натаму, и другите податоци за состојбата на младите и постарите млади, не само овие што се тинејџери и нешто на тинејџери, туку и меѓу 20 и 30 години се прилично поразителни. Морам да кажам дека тоа не е само одраз во Македонија, дека е тоа тренд низ секако низ Западна Европа, каде што тие истражувања се прават, бидејќи сега да не цитирам и во западните општества се слични трендовите. Значи, знаеш како се гледа една потопеност, една деморализација, еден песимизам кој што владе, едно безперспективност, потоа тоа доведува до разноразни неконтролирани изглици. Сега да не одиме до овие трагедии за кои што сведочевме, ама овој тип на разноразни пркоси, на разноразни, како да кажем, погрешни толкувања, погрешни наративи, одења во некакви друг вид на ексцеси и така натаму, ќе треба да се навикнеме на тоа. Трендот е глобален и по мене станува позаеден историски циклус воопшто кој е дел од таа некоја диалектика, нели мора да тресне, па пак историјата цела е успони и падови, она нема флет линија никогаш. Така што да, мислам дека доживуваме кулминација, односно крај на една ера, на еден систем на вредности и најава за воспоставување на некој друг. Сега оваа меѓуфаза како ќе помине, обично меѓуфазите знаат да бидат брутални. Како ќе успееме ние како генерација да се извадиме од тоа, стварно не знам. И во таа смисла тоа е се окејно, ама ти сам кажа, во други земји постојат институции кои сега, например, случајов со матурантите, би изанализирале во кои гимназии се случувало, кои социјални средини, какви културолошки средини, за да можеш да направиш да детектираш проблем и да помогнеш да се решава како ние институција. Да имаме такво софистицирано општество кое што ти сега го раскажуваш, веројатно не би имале вакви проблеми. Кој очекува што го направи нашето образование? Кога ја и ти би имале, например, 20 дена време, ја и ти би го направиле тоа истражување. Идеме на терен. Да разбираш, сакам да ти кажам, тоа не, сепак не е па некоја кој знае каква наука за некој институт, think tank, например, пари се даваат на сите страни за тие работи. Мислам, како да кажам, сега
Јазите се бават со највисоката можна политика и не знам што. Проблемот е што нашето образование генерално стои многу лошо, во него реформи веќе не се ни прават, ако се прават се крајно контроверзни и пропаѓаат уште пред да почнат. Знаеш како, некако е наелектризирана јавноста и некако е, како да кажам, целата општа состојба е таква што никој никому веќе не му верува, превладува еден цинизам и ова што најдобро ќе можеби ќе сакаш да го кажеш, ќе биде протолкуваш, ти се таму и така натаму. Така што мислам дека ова што говориш дека сме на подеми нападови цивилизациите, ние сме сега прилично во еден пат, во македонскиот случај прилично слободен пат, особено кога е образованието во прашање, погледај си ги резултатите на PISA тестовите и воопшто секакви по-нормални резултати ќе ти покажат катастрофални податоци. Последни сме, така е, последни сме. И тоа она што мене ме чуди, Боријан, а тоа не го разговараме прв пат, што нема власт која тоа ќе го направи како најважен проект. Види, јас навистина не знам дали има нешто друго поважно отколку квалитетно образование во една држава. Поготово општества мали какви што сме ние. Тоа кога би имало фокус, значи стратешка одлука политичка дека тоа стварно не би требало да биде проблем во една земја од толку. Минатиот пат зборувавме за култура, се одделува негде кај 0,5% од буџетот, а веројатно и помал, 0,4 е веројатно. За образование е нешто поголем бидејќи е мрежата и луѓето вклучени и така натаму. Ако ние нешто имаме да некако не препознаат у светот, тоа е веројатно културата и културното наследство особено, и например. Евентуално солидно образование. И ниедна влада околу тоа не се притресува. Односно би рекол, дури ако смеам да бидам и послободен, владите на СДСМ околу тоа не се притресуваат. Особено во овој вид на, како да кажем, на едно одрешито доделување средства. Види, Груевски ги препознаваш и ВМРО во принцип подобро ги препознава тие, за нив се тоа маши, за нив се тоа, како кажем, средства за социјален инженеринг. И они таа улога подобро ја препознаваат. На крајот се резултатите катастрофални, бидејќи кој ќе влезеш во тој тип на проект. Не, извини, ти кажам, еден од поубави проекти на ВМРО и воопшто проекти направени се што почнаа бесплатно да се доделуваат учебници. Тоа е од тоа време. Да, ама од тоа време и отварање на уште 30 нови универзитети. Мислам, знаеш како, тоа е една и делење компјутери кои не функционираат и што да ти кажам, Оксфорд програми во суштина една популистичка политика во таа област, а таа не трпи популизам, таа трпи силен ангажман со многу наука и знаење да се влезе во тоа и потоа тоа да се претвори во главната реформа во државата. Кај нас тоа не поминува, особено не во владите на социјалистите. Инаку да си го кажам, случајот на Финска, која сите се угледуваат на неа и ја зборуваат колку и стварно по сите мерења упорно со години е прва во светот, мислам, по квалитет на образование. Во документарецот што го правев за тој феномен, зошто баш финците се ме интересираше, зошто баш финците, зошто не било кој кажи го. Да. Баш финците. Види, 70 они биле прилично сиромашна земја. Така е. Некаде 70 години седнуваат, прават консензус политички, констатираат сашо дека они имаат нешто, некоја шума борови, немаат природни богатства, имаат и езера. Нема никаков ресурс природен. Значи, компир, ако успее, тука и тоа на длабокиот југ на Финска, ако успее. И констатацијата е дека они единствениот потенцијал им се луѓето. И тоа е моментот кога они решаваат да го скоцкаат образовниот систем. Да вложат во луѓето. И да вложат, да вложат во единствениот потенцијал кој и они се денеска развиена и богата земја, чија економија е базирана исклучително на сервис. Да. А кој е препознат како квалитетен во цела Европа, цел свет, благодарејќи на високото образование, знаеш. Знаеш што е Боријан проблемот во целата приказна наша околу тоа? Тоа е проблемот што тоа не е задача на една влада.
Прво, такви реформи не се прават за еден мандат. Па тој така го имаат направено. Прво е воспоставен консензус. Така, еден политички консензус, дури да се утврди некаква генерална насока на таква една програма, на таква реформа, биќе таа трае потоа цела генерација. Значи, апсолутно, 10-20 години да поминат за да се даде некој резултат. Високи резултати во светот, финците почнуваат, дури после 2000 година да ги да се дознава за нив дека се они во светот. Можеш да замислиш атмосфера во Македонија да седнат опозицијата и власта кој да е. Не, прво нема кој да разговара. Тоа е сериозно, тоа е дебата, прво види. Тоа е дебата која би требала да се води минимум една година. Да, ма види, на чело на опозицијата стои универзитетски професор, на чело на СДСМ стои универзитетски професор. Председателот ни универзитетски професор Пендаровски. Значи, во владите и во опозицијата имаш барем во овој момент 10-15 разноразни професори по ваму, по тама и така натаму. Се шалиш се? Не се шалам, озбилно ти кажам. Ако изберам кои се луѓе се... Значи, муабетот ми е дека не е дека овие луѓе не би требало да разбираат за што разговараме јас и ти овдека. Туку очигледно дека има некаква друг политички ли е приоритетот, од друг вид ли е приоритетот, сега да не шириме тема. Шука, они го препознаваат това, ама немаат време. Или мислат дека тоа не може добро да се продаде на гласачите. Сашо, не се препознава, не си ја препознаваат одговорноста историска како лидери, прво. Второ, не го препознаваат моментот. Ама тој момент трае веќе со децении, мислам. Нема што да разговараме. Тоа е, види како ја кажам, толку е. Како Боре препознаваат дека треба да дадат на 100.000 земјоделци субвенции кои што се 100, 120, 130 милиони евра годишно? Како тој момент го препознаваат? Сашо, ме тераш малку да отварам разговор кој можеби би бил малку и непристоен. Да. Така сакам да ти кажам, нив ги води сепак целта име гласачкото тело. Они едноставно не мислат дека на оваа тема може да добијат гласачи. И бидејќи се такви какви што се, не сакаат да инвестираат ниту пари, ниту време, ниту енергија, да седнат, да направат некаква заедничка некаква платформа, да ги утврдат, како да кажем, реформските текови и да тоа важи и за следната и за поидната влада, се разбира со неопходни адаптации и модернизации како која ќе дојде, но правецо да го утврдат. Не го прават тоа, Боре. Па, не. Си мислам дека се понатаму. Си мислам дали има смисла, дали некој ќе се појави како, ама не, тоа нема да помине ни во јавност. Сашо, вака, Македонија е жедна за интелектуално лидерство. Не знам како да го одлично. Кажам ова. Мислиш луѓе кои што разбираат работи да почнат да ја водат. Не, види, значи тоа е исто и прашање на чувство, значи емпатија, сме разговарале за емпатија. Тоа е чувство, ама е чувство кое се раѓа како резултат на една извесен интелектуален развој. И кога ќе го добиеш тоа чувство, тогаш комбинацијата на интелектуалноста и емпатијата е тоа што е потребно за лидерство. Види, сега, од друга страна, да бидеме реални, немало многу такви луѓе генерално на глобалната политичка сцена. Од друга страна, оние кои ги направиле големите квалитативни пресврти, се баш тој тип на луѓе. За жал, во светот нема многу така. Па види, додека разговараме се бира нов ректор на УКИМ, на најголемиот на државниот универзитет Свети Кирил и Методи. Добро е, гледам прв пат, можеби или јас таков впечаток имам, што се прави некаква платформа на која они дебатираат за своите идеи. Иначе до пред известен број години ни тоа не се правеше. Сакам исто да кажам, прв пат имам впечаток, ама само е впечаток дека се одвива некаков нормален процес од кој јас сум оптимист дека ќе добиеме некаков нормален ректор. Не можам да кажам ништо за тоа, бидејќи не ги знам конкретно луѓето, не знам баш кои се деталите со кои што настапуваат и така натаму, но ова што го говорам го знам, а тоа е дека во оваа сегашна влада, па и во претходната,
не постои капацитет за овој вид на образовна една, тоа не е реформа, туку би требало да биде цунами. Види, претходната онаја министерка која на Заев и така натаму кажија Мила Царовска се разбира, се обиде таја нешто да направи, меѓутоа мислам дека тоа не беше резултат на општ консензус, туку беше резултат на една партиска линија да повлачат некои работи кои што потоа не идоа на низа контроверзи, бидејќи во принцип тие реформи прво се разговараат со години. Храбро, со многу енергија, со многу љубов, но кај неа една неискусност, младалачка, па тоа не е ни сфера во крајна линија. Но, например, незината енергија е лидерска енергија. Да, Борија, на мене... Зборам за енергија, не за умешност. Те разбирам, ама веш како, после таја хаварија, бидејќи она реално дожива хаварија и политичка и образовна во ресорот, да кажем и така натаму, после таа хаварија, па ти гледај со кој резентмент, со која разочараност говори Петар Атанасов, мислам, кој што исто така беше заменик министар за образование, на крај си даде оставка, си замина и така натаму. Тие ресори се даваат, знаеш како, тие ресори се последни за тргување кога се прават коалиции. И тоа е жално, мислам, знаеш, образование, наука, култура, тоа кој ќе се би сподели се, ти ова се атерај. Таму имаш потполно случајни луѓе, често пати се случува да доаѓаат луѓе кои немаат поим што треба да прават. Потоа за 3 години 4 министри или за 2 години 3, и никако не може да се состави нешто што би наликувало на некаква конзистентност, на некаква холистичност, на некаков пристап кој, па да не говорам дека тоа па секако го нема во некаква соработка со поширокото општество или со опозицијата. Само не сум со тебе дека Мила Царовска направи хаварија, Мила Царовска мисля заврши тоа така дека го разбуца таа устојана вода, дека ја разбуца и дека остави барем во наследство извесен драфт на концепт, кој по мене е сосема добар концепт. И види, и нејзината партија, односно партијата не е заставна за неја. Ама тоа се вика политичка хаварија. Не говорам кој е лично виновен. Сакам дека зборуваме за лидерство, ти кажав дека Мила Царовска пројави ова што го зборуваме, една емпатија, еден ангажман, така, една посветеност покажа во таа смисла. Пак ќе кажам, незината неискуство и младост, малку тактички, она тоа го избрзано, малку неспасно на моменти, но имаше една желба. Јас почувствував желба, што ретко би се случува кај лидер, да почувствувам желба за промена која е на вистина едно општо добро. Да, без тоа не бива. И пак се враќаме на знаеш како, тие работи кај нас се уште ги прават главно партиите. А партиите се презатворени за да може такви широки реформи, големи реформи да спроведат, ако останат само... не, ова, например, што го кажував за Финска, тоа е мобилизација на цела општа мобилизација е тоа. Зборуваме, они си определиле, ова ни е луѓе спасот, немаме друго, ајде сите купче да видиме што и по таму натаму тераме. Тоа е тоа. Мислам, тоа е една, на крајот краиштата, тоа е зрелост или не народ, или ако сакаш, по мене, тоа би требало да биде идентитетот. Тоа е идентитет. Сега. Можем само да запишем знамињата и звездите на небо. Далеко е финска варијанта. Знам дека, знам. Бев и само со авион си запатува. Така е. Добре, сашо доста, Па, види, на овие теми би можеле да утре за мене да збориме. Дури се плашам дека не се интересни за овие што не слушаат. Со гости... Ако не направиме некоја тривијалност, ако не направиме... се плашам дека... Види, со гостинот добро поминавме, добар гостинот. Лјупчо Георгиевски. Добро е што стартавме. Фала Богу, те убедив за нешто барем. Па не, ворете тоа апсолутно. Да имаме гости, значи и веројатно и уследниот. Се надеваме дека и следниот ќе имаме. Види, Лјупчо Георгиевски од гласите што ги слушам, луѓе ми се јавуваат, читам разноразни реакции и така натаму. Сепак е еден од ретките политичари во Македонија кои што прво
признава дека се менува. Знаеш како? Срамота е да не се менуваш, да менуваш мислења, а не да ги менуваш и така. Сега, ние кога би навлегли за неговите историјати, политики, така би можело многу што да се каже. Ма треба што останеме или да идеме серијал, Netflix, да идеме, има муамет со нив. Има муамет со нив. Добро, следниот гостин ќе биде Бранко Црвенковски. Кој знае, може би ќе го испровоцираме. Да, видиме. Не, следниот гостин, па добар гостин, ама него не е ова. Него не е ова, додека не седне, додека не го снимиме. Да. И ова што сега имаме, ја имам впечаток дека имаме стварно добри слушатели, пошто луѓе кои го не слушаат, би сакал да бидеме поинтерактивни со нив и стварно мене ми било многу интересно ако ни поставуваат прашања. Секогаш сме отворени за тоа, ги гледам, има многу пораки иначе. Не знам, нашиот продуцент Милица редовно ни ги праќа и така. И ја гледам некои гледам и оние навредливи малку. Ја на пример би сакал да се го формулира во едно прашање со цел критицизам, а нема потреби од тие вулгарности и да ќе полемизираме. Мене тоа ќе биде стварно убаво. Јас толку се надевам дека публиката од Facebook ќе си оставиме на Facebook и дека нема да не се прикачат и нам, ама без Facebook, па не може, без социјалните платформи се разбира дека не може. Еден добар дел од публиката стварно мислам дека ја некако се чувствувам горд на квалитетот на таа публика и би можеле стварно убава полемика да или полемика или било или еден ни вика, не знам дали го забележа тоа, вика, аман ставите камера, па Сашо може и у пижами ако сега да доаѓа. Ти викам ја, а ја викам немој да си ја расипеме публиката, добра си ова што си слуша без видео. Благодарам, ова беше 22-то издание на Политиканти МК, до слушање во следната епизода. Од мене Сашо Рановски. Поздрав ви од мене Боријан Јовановски и слушајте на Метрополис. Да. Пријатно.